Чуварите на тронот, преторијанците кои не смеат ниту да помислат името да му го споменат, а камоли да влезат дури и во општа дебата, не за личната, туку генерално за одговорноста, се доведуваат во ситуација да изгледаат жално кога ги покрај елоквенцијата, но и свеста. Не смеат збор да изустат за личноста, која се посочува како виновна за политичкиот крах на партијата која тој ја предводи. Добро, ВМРО ДПМН нема никаква одговорност за губењето на гласовите? Одговорноста најголема е што ние после 27 години имаме најскандалозни избори. Вие знаете, Ѓорчев, кога нешто знаете, вие многу добро одговарате и го повторувате по 3 пати. Овој пат не сакате ниту да ми одговорите на прашањето. Не, Дали ви е страв да одговорите на прашањата поврзани со лидерот? Не. Затоа пак во спротивниот политички табор, најотворено и без никакви скрупули, иронично, со доза на сериозна подбишега, мета кон која се насочени политичките стрели е токму лидерот на коалицијата, кој со аритметичката операција на најмалку 3 од вкупно 4 клучни позиции во игра ги врати оние што лично сметаше дека треба да добијат црвен картон. И ако му треба Бејта, би го дал во Муртино тамо да го земе, ако му треба вишок. Од вишок глава не боли, но изгледа грдо кога како ова есен под толку многу седење во кафезот каде се чувствува удобно колвајќи од трошките на власта. Наеднаш добиваат крилја и се решаваат да станат птици преселници, аргументирајќи дека не им пречело баш се, но не можеле да поминат преку тоа, семето на раздорот да го делат со секого, особено не со револуционерните петли. Го гледате Владо Евановски качен на масата на собранието, се држат митинзи и сега вие седите таму во чопорот се сите во купчето и ви аплодират. И потоа се гледат и викате добро што направи. Не направи ништо освен што ја смени страната, иако пред нешто повеќе од една година лично тој беше подготвен да се пресмета со сега истомислениците од новиот чопор, за кој тогаш мислеше дека го загадуваат политичкиот воздух. Давај, магри на некој друг. Не може да стрелаш. Колеги ве молам. Не може да ми кажеш. Јасно ти кажам сигурно, бидејте ме малтретираш. А така сега се чувствуваат и оние чие его е поповредено отколку што ги боли поразот. Ударот што го доживеа предизвика чувство на одгорченост која прераснува во омраза, а таа не е насочена само кон главниот, туку особено кон помалиот партнер во владата, на кого му се заканува со реванш. Ако некој сакал да удирал врз мојот легитимитет како председател на Алијансата за албанците, ме направиле уште појак. Алија Мети те чекам на парламентарни избори. Во вакви околности сосема е разбирливо дека мора да се појави чистачот, што ќе ја забрише правта, но и ќе го смирува инфектот што таа го предизвика и ја покачи коалициската телесна температура. Поради тоа, тој е приморан дури 4 пати во 3 минути да ја каже и диагнозата, но и лекот. Очекувам овие денови прашината да легне. Има малку позапалени политички глави во нашата држава. Пак ќе кажам, ќе ги оладат главите до викендот сите. Нека ги оладат главите сите, викендот ќе почнеме да разговараме. Нека падне прашината, нека оладат малку сите главите, викендот е пред нас, ќе можеме да разговараме. И на крајот, додека вежештените глави се ладат, студените пак се вадат. Победата ни ја украдува тие што ни ја крадат и иднината. Тоа е многу добро срочена мисла и многу одговара на целиот овој процес. И кој не може да украде ничија иднина, зашто таа, како и сонот, е непредвидлива. Но украденото минато може да се врати. Тоа ќе ја направи побогата сегашност.